Си било еднаш, не толку одамна. И покрај рестрикциите на струја во главниот град Скопје, екипата на Скратен корнер се собра да сними уште една епизода за гледачите кои со нетрпение чекаат да видат нова, фасцинантна содржина. Малку потемно од обично, но со истиот квалитетен муабет за фудбал на кој сте навикнали. Почнуваме. Дечки, здраво! Јове го испративме позади камерите да ни каже како се светлата, камерите, дали снимаме, дали е се окей со звукот. Пате ми не сликаше. Пате ми не сликаше. Фала ти, Позиравме Јове, сето мултитаскинг. тоа. Мислам дека е време да се започне уште една нова епизода на вашето омилено фудбалско шоу Скратен корнер. До сега верувам дека веќе не претплативте на нашиот YouTube канал, дека не заследивте на сите социјални мрежи, а пошто мислам, ако не сте, ќе се караме. Срамота. Срамота е реално, да, доста досаѓаме. Сега, момци, вас сакам да ве прашам. Почни. Ајде, момци, како сте? Почни. Што да почнем? Ти. Јас да почнем? Никогаш не си почнал. Ти како си? Давай. Не, пред некоја епизода ме теравте да почнем. Пакет е пеје сега пак. Па добро, видно добро расположен во ова романтично светлово рустикано што го имаме Валентајн, тука. баш. Да. Погодено. Тотално сме на Валентајн атмосфера. Позади камерите не кажуваме што се дешава тоа. Февруарски месец за сите мачиња. Не добачуваме ни да таму со поглед, затоа не може да кажам. А вие како сте ми? А ви како те? Добро сме. Множина, кажам, да. Јас сум одличен, ти си добар, јас сум Морам за одличен. двајца, дебел сум за двајца. Не, одлично. Вердер победи 7 поред, тоа ми крена малку Тоа, расположение. Супербол одличен. Тоа. Супербол одличен, остана ненаспан Владко. Да. Добро се, ај, Се дешава. Се дешава. Така е. Камба што се Нека се дешава кај позна. тебе? Кај мене, па ништо посебно. Се си е стандард цитира, окей, не смеам да се пожалам. Што правите со Скратен корнер, снимате ли уште? Се мачиме. Ќе откриеме во следната епизода. Може ли ова шоу да го почнеме со некои интересни парчиња содржина од Твитер? Може. Одиме. Знаеш што беше прво нешто онака највпечатливо што ми остави впечаток баш силен Светлава. последнава недела. Освен Светлава. Челси на Роман Абрамовиќ ги комплетираше сите трофеи во светскиот фудбал, односно клубскиот светски фудбал, а истото го направи и Аспиликуета, нивниот капитен, кој што стана играч кој што првиот играч кој што стана Што што стана првиот играч што освоил се со Челси. Се што постои од трофеи, Сегде кај што играл, да. Да, им одличен играч за само 7 милиони фунти. 7 милиони фунти. Фантастично. Машала. Фантастично. Твојата Барселона изгледа доста заинтересирана за него, ќе земе. Па не знам, очигледно Челси не му нуди повеќе од една година договор, се уште е опција како да потпише за нив, а Барселона му нуди 2 години плюс опција за уште една година да му продолжи доколку ја задржи формата, така. Што ќе се случи, стварно не знам, али во секој случај ќе видиме. Останемо да видиме. Не се знае во светот на фудбалот, поради тоа што многу нечекувани трансфери се случија во многу брзо време. И да. Кога рече Барса ќе го земе, сакав да кажам Барса го зима секоја недела, му прекјутев и Многу ми е драго што се стрпи, барем за 20 секунди. Не дочекаш да зборувам. Имам една поинтересна тема со еден поинтересен фудбалер од оваа недела. Викендов, овој што помина, во македонската прва лига дебитираше 16 годишниот играч на Работнички Теодор Николовски, кој што светските скаути и стручниот штаб на Работнички го предвидуваат во како исто ниво на талент во класата на Лука Станковски и Ели Фелмас.
Мислите дека може да повтори таков некој мега трансфер од работнички директно во Европа? Немам чуено за Елмас или Станковски. Никад чуo нисам. Да, не се шалам. Не знам, не можам, многу е млад да се каже. Можно е, се надам дека ќе направи добар трансфер, одлична одскочна доска, некој клуб ќе Доброто е видам. што сите овие играчи што ги, значи и Елмас и Станковски и Лука што ги спомна претходно, Пандев нели беше првиот што го скрчи тој мраз, покажуваат дека во Македонија има таленти. Па мислам дека и скаутите се повеќе посветуваат барем малку внимание на нашиот фудбал и нормално кога еден ќе оскрчи мразот и ќе покаже дека се може и останатите се уверуваат и на крајот на криштата за да успееме во било што треба да веруваме во тоа, и ако он е доволно сигурен во тоа дека вреди, тогаш не гледам зошто не би направил таков трансфер. Ќе го пратиме одблиску и со овој подкаст, а и лично ќе го пратам Теодор. Да, може да ни дојде и гостин да ни биде во емисијата, нели? Така, секако се надевам дека има што да каже. За оние што го следат Twitter профилот на Скратен корнер, ќе им биде познат следниот твит. Меѓутоа, во текот на изминатава недела, нашиот админ ги праша следачите кој е нивниот омилен напаѓач од актуелниот фудбал. Имавме доста интересни одговори. Драгиот Емил монтажер Антонио вака ќе ни ги покаже на екран. Тука, средина, бум. Сегде негде има, не знам, неки скачаат и од позади, шо знам. Ама реално ме интересира вашето мислење на темава. Прочитав доста мислења, ама сакам. Да. Ајде. Кој ви е омилен напаѓач? Мене ми е омилен Суарес. Уште. Се љубов. уште ми е омилен поради тоа што е еден напаѓач што ја одбележа минатата декада. И поради тоа што е напаѓач кој што освен што има, значи има и физички предиспозиции, техника и пред се има знаење за фудбалот. Точно знае каде да се намести, кога да се намести, преси. Сега веќе е стар и не може да го прави сето тоа, но додека беше во Ливерпул, во Барселона, имаше прекрасни сезони. Гризаше на терен. Во Атлетико Гризаше на Гризаше на терен. гризаше на терен, да. Буквално гризаше. Да, тоа беше мојот одговор. Влотко, контраодговор на ова? Контраодговор, па не знам, Левандовски, Халанд, било кој од нив двајца. Ембапе исто. Джулиан Алварес, Хулиан, како сакат. Да. Немам конкретно. Да. Интересни одговори. Имаш интересни одговори и низ реплаите на твитот. Джейми Варди морам да го кажам, тој ми е омилен. Заборев, гузуми, да. Джейми Джейми Варди, да. Ми се допаѓа. Имаме Луис Суарес и Джейми Варди. Па јас го пишав, не пишав ништо, ствари го одбрав Чиро Имобиле. Мислам реално тие кои што ги пратам, не ни сакам да аргументирам дали е најдобар, не е најдобар, ама апсолутно ми е омилен бидејќи е, не знам, играч со 300 гола во кариерата, секогаш фризурата залижана на страна, дај му ја топката во 16-тник и влага во гол и тоа е тоа. Многу ми се свиѓаат такви напаѓачи. Многу. Па дечки, кои што гледате оваа романтична атмосфера, денот на влюбените, тоа значи дека следниот твит се однесува на денот на влюбените, иако ни се ославиме 3 пун. Да, или помина, али Нема врска, да. За денот на влюбените имаме еден многу интересен твит, кој што е уствари муавет помеѓу дечко и девојка. Дечкото прашува девојката дали ти се свиѓа Париз, она вика да, веќе е возбудена. Дали ти се свиѓа Мадрид? Да, супер. Па дојди утре кај мене ќе гледаме Лига на шампиони. Донеси грицкиот спас. Тоа ми онака стварно ми прави возбуда вака тука некаде средина околу срцето. Точно Лигата на шампионите нокаут фаза. Сакам да ве распрашам за ова. Ама да го однесеме во главната тема, а не во овој му. Да, имаме повеќе мувет, не е само за може. Тоа е тоа. Се Вака ти што враќаме. викаш? Повели. Се враќаме, да. Викни. Може. Може. Шест пати. Може. Може. Се враќаме со главната тема. Бидете така. Момци, точно пред да го снимаме ова, доаѓа неделата во која што почнува одново Лигата на шампионите, односно почнуваме со елиминационата фаза. Сега се сведува на два надпревари, дома гости и најдобрите 16 екипи во Европа. Ајде ќе прочитам кои остана и кој со кого игра, а потоа ќе ве распрашам за мислења, бидејќи
Еј, темава одамна не сме ја покриле, ни фалеше Лига на шампиони. Вака, почнуваме од Салцбург Баерн е првата двојка, потоа Спортинг Спортинг Манчестер Сити, Тука ќе биде тесно. Бенфика против Ајакс, Челси игра со стариот и добар познаник Лил, Атлетико Мадрид и Манчестер Юнајтед вкрстуваат, Вилјареал игра против Јувентус, Интер, италијанскиот шампион, игра против Ливерпул и завршуваме со надпреварот кој што се игра сега најскоро според нас ПСЖ и Реал Мадрид. Сега момци. Ај кажете ми прво да ја почнеме оваа тема убаво, кој најмногу ви импресионираше од овие тимови 16 кои останаа во Лигата на шампионите? Во групната фаза кој ви беше онака? Баерн и Ајакс, ама Баерн очекувано, Ајакс не толку да издоминира, морам Ајакс да го кажам. Така. Да, Ајакс се покажа, Баерн исто така кој секогаш. Очекував дека Реал Мадрид ќе влезат многу појако во овој сегментот, во овој делот од Лигата на шампионите. Не верувам дека ќе ги исполнат моите очекувања, ако немаат некоја јака форма. Јас типувам на Сити дека ќе покаже онака баш моќ и дека ова е сезоната на Сити. Иако има нели два порази во групните фази. Да, не менува ништо, пак први беа. Да, и мислам дека со оглед на тоа каков тим имаат, колку играчи имаат и тоа на врно ниво, имаат според мене најголеми шанси за освојување. Повторно. Така. Јас бев доста импресиониран од Ливерпул, ама не бев, како да кажам, бев доста импресиониран. Не бев изненаден, иако ми изненади добрата игра. 6 од 6 беа Ливерпул, ама ќе кажам, не ме изненади, бидејќи реално и самите знаат дека титула во Премиер Лига нема да бидат оваа сезона и фрлија на Лига на шампиони. Не бе ги отфрлил, 6 бода разлика. Така е, меѓутоа 6 бода против Сити. И тоа е работата, што Сити им е конкурентот. Меѓутоа, во Лига на шампиони, во групната фаза, ја смелеа цела група. И не се ни мача. Очекував дека ќе бидат доминантни, не се ни помачија воопшто. Ја не очекував да доминантни, искрено. Мислев дека ќе бидат први, ама 6 од 6 со Милан, Порто и Атлетико во група. Гол разлика солидна, мислам, тоа е тоа. Мислам дека и најимпресивниот играч можеби заедно со Халер ми беше од Ливерпул, ама сакам да ве прашам околу играчите. Обично Лига на шампиони се надпревари, односно надпреварите од Лига на шампиони се надпревари кои што можат да се решат со индивидуален потек и кои што многу влијае кој е звездата во тимот и кој е играчот кој што ја презема одговорноста. Грубо од овие тимови кои што останаа, кои играчи мислите дека ќе направат најголема разлика бареме во првава фаза? Во осмина финалето. Тоа мора да се бара кај тие натпревари кај што е неизвестно. Јас го кажав Ајакс дека ме изненадил, мислам дека многу лесно ќе помине против Бенфика. Бенфика не е во некоја форма, трета е во Португалија. Ајакс првиот натпревар мислам дека ќе го реши уште, штета што не игра, не важи правилото веќе гол на гостин или. Ајакс како што видов последните 20 натпревари на гостин, официјални натпревари, има 16 победи, 4 нерешени, од кои нерешената една е со Рома, мислам во Европа Лига, и тоа има победи над Фейнорд, над ПСВ, над Спортинг, португалскиот шампион, над Дортмунд, и тоа убедливи, на Спортинг му даде 5 гола во гости, на Дортмунд 3. Тоа се стварно сериозни бројки, сериозни учиноци од играчите на Ајакс. Сите ќе бидат фокусирани на Халер, ја мислам дека Тадич нешто ќе биде X факторот, меѓутоа не зборам за осмина финале, туку за понатаму. Што осмина финале го рачунам веќе дека е помината, да. Каму имаш фаворит? Од играчи? Од играчи, знам дека нема да ме разочара Де Брујн. Де Брујн? Да, имаат и сигурен коплата на први, да. Имаат лесен, како за Манчестер Сити лесен дуел, не ќе да ги подценуваме Спортинг, меѓутоа се сепак општо не за конкретно за овој дуел, туку до крајот на надпреварувањето, сметам дека Де Брујн ќе биде X факторот во играта на Сити, а пошто Сити ми се фаворити, затоа го одбрав и него. После минатата сезона во која што еден Рудигер го повреди во финалето од Лига на шампиони и мораше да излезе, Мајмун. Два се повреди нели против Белгија. Не, за Белгија. Мислам за Белгија, да, на европското се повреди и не може, да, го дадовме за Белгија отиде. Се повреди за Белгија на европското, не го доигра
ова може да му биде сезона на оноа одмазда, да речеме, над фудбалска Европа. Де Бруин не би ме изненадил да помине. Мислам дека играчот кој, односно Чекай, кој те праша? Ајде кажи се. Да. Точно. Прашајте. Повелики да кажи кој играч мислиш дека ќе направи победа. Па мислам дека некој од овие кај што има неизвесен дуел кој што рече Владко, као на пример Атлетико Мадрид против Манчестер Юнајтед, и очекувам дека тука индивидуалец ќе реши. Овој дуел веќе како што оди сезоната натаму станува премногу неизвесен, не од што двата клубови изненадуваат со добра игра, туку да, прилично се лоши во овој период од сезоната. Да, Се прави простор за Кристијано Роналдо да изненади, ама се прави простор и за Гризман да врати. се Гризман повреден, не знам дали ќе игра. Па тогаш ништо. Како што кажате, овој дуел е најнеизвесен од овие што ги гледам и не можам да предвидам кој во уште зимо пред јануарскиот природен рок, нели, пред да падне формата на Юнајтед, сите го гледавте како Юнајтед како лесно ги помина Атлетико, меѓутоа задниве надпревари кога што гледаме Атлетико не е оној предпоznatlив со цврста одбрана, последни надпревари 3 во Шпанија има примено по 2 или 3 голови уште во прво полувреме, 3 од Барселона, 3 од Гетафе, 2 од Валенсија. Тоа се стварно загрижувачки бројки во одбраната. Да, ако не ја стигнат одбраната, тоа ќе биде огромен проблем против Юнајтед. Ако Юнајтед проблем е и нападот и одбраната, што во последните 8 надпревари има само на 2 надпревари дадено 2 гола или повеќе, тие 2-2 со Астон Вила, кај што прокоцка водство од 0-2 и не требаше да останат непоразени, пошто ништо не изигра. Дебито на Котиньо кога даде гол, нели? И со Брентфорд 1-3 кога победија. Другите секде дава по еден гол. И од тие последни 8 надпревари, дури само на 2 надпревари немаат примено гол. Со Вескем 1-0 кога победија и уште една имаше, не ми текна која беше. Со Вескем дека беше потаза се. Друго сите играат 1-1 или некој такви. Таа такмица ќе биде, мислам дека ќе земе Роналдо на инат, на сила ќе ја земе, Па на инат, ама тимска исто игра како ќе- Ювентус, мали, мислам дека ќе ги наполни со 3-4 гола. Се согласувам. Се согласувам дека Пошто ќе даде едните или гол, другите ама немаат некакви шанси, не. Знаеш само што ми ствара тука некоја дилема дали ќе се случи тоа. Рангник дали ќе опушти прва постава. Како беше оноа? Ако стап на тренинзи. Минатава недела вика, значи го чува на клупа и го пушта таму у која минута и да беше и вика не, Роналдо вика е тој што е кривецот, он треба да дава повеќе голови. Можда ако игра, ќе даде можда гол. и ќе даде. Ама знаеш, он ти е прв стрелец и како му доаѓа 10-12 гола зад вториот стрелец во оваквото и он вика да, замерката мене ми е за Роналдо, он не дава голови. Добра Рангник. Кој ви е Dark Horse во Лига на шампиони, онака како што не очекувате да стигне далеко, ама може да со правилен распоред, односно среќа во ждребот, може да стигне подалеку. Треба да бирам некој од условно Па кажано не. послабите Ако тимови. кажеш Бајерн Мюнхен или Манчестер Сити, тоа е Да, па не мислам Челси да ги Dark кажам. Horse. Не мислам нив да ги кажам, ама Челси со Тухел никогаш не ги спомнавме, поради тоа што не се во некаква форма, ама знаат да играат на резултати. Лига на шампиони ќе знаат да играат Сите сигурно. тимови Да. на Тухел знаат да играат на резултат. Омилениот резултат 1-0. 1-0. 2 гола кога дадат, стојте дечки, нема веќе, стој, толку доста не. Челси. Добро, европскиот шампион за репетиција, многу тешко се брани титула во Па, добро. освен ако ете. не се Реал Мадрид, нели? Освен Реал Мадрид, да, ама Реал Мадрид има Да, и играчи, имаше, има и да. тренера, очигледно и овие ги имаат играчи Да, и тренера, така да не Кире гледам твоја точно. Dark Horse? Ливерпул. Ливерпул. Ливерпул, да. Не за друго, од истата причина што кажав и претходно. Мислам дека фрлаат цена таа карта. Тимот е здрав, Салах е во форма, купија замена за Мане, едноставно некако ми оди тоа дека ќе пробаат уште едно финале да одиграат, не дека ќе освојат, не осеќам како да Ливерпул ќе освои оваа сезона, ама да, Ливерпул имам чувство дека ќе одат далеко. Јас мислам дека Јувентус ќе оди далеко. Не знам зошто, ама мислам дека едно полуфинале не му бега со правилен ждреб, па и ја темпира формата. Последните 15 надпревари се без пораз, освен оној од Интер 2-1 во 120 минута Санчес во купот кога даде, Да. другото се без пораз, засилување одлични ги зборевме нели минатите епизоди. Мислам дека еве во Лига Шампиони се докажа го победи Челси, беше прва група. Да. Челси најголемата среќа имаше Лил што му падна и тоа. Два пат. Вилјареал, да, Вилјареал не И му во е реждреп. Вилјареал не му е проблем на Јувентус.
со среќа во ждребот и четвртфинале може да му Па не, Ајде да видиме. Ајде. Да видиме. Да Многу не биде годебени. Еј, сменети ми се доста сега реално вака откако се Влаковиќ и Закарија дојдени. Реално не дека имаа многу време да направат импакт, како се однесува клубот према нив ми е. Некако му вратија желба на Дибала да игра фудбал и тоа ми се допаѓа. Можат да направат нешто. Ама сега ќе откриеме што реално мисли панелот на скратен корнер за овие утакмици. Ајде да ти пуваме малку. Ајде. Кој ќе помине? Значи не ни сакам точни резултати, не ќам ништо, сакам да одиме само со тоа кој ќе помине од двојкиве, ќе почнам да ги читам од ново, ќе пробаме да се сложиме со барем 2 гласа за едниот, го рачунаме тој помине. Добро. Салцбург, Бајер Минхен. Бајер Михен. Така да. Сложни сме. Спортинг Манчестер Сити. Сити. Скип. Сити, да, во ред. Бенфика Ајакс. Ајакс. Да, 3 од 3. Добро. Челси Лил, Не верувам се не ќе коментира, сложиме. не се не коментира. Челси не се коментира, Челси поминува. Атлетико Мадрид, Манчестер Юнајтед. Юнајтед. Со Ајде. тешко срце кажам Юнајтед, ама многу потешко од тоа што очекуваат сите. Да. Тие Многу Атлетико пати те Сакам- разочара Юнајтед оваа година, така да сте разбирам. Сакам Атлетико, мислам Юнајтед. Тоа е проблемот, што мислам дека едноставно пак Се го има слажувам, Роналдо во истото составот и мислам тоа е за тоа. тоа. Вилјареал Јувентус. сакам Вилјареал, ама мислам дека Јувентус. Не сакам италијански екипи, ама Јувентус мислам. Мислам дека ќе биде Јувентус. Иако ќе биде звездато и нема така лесно да лесно, пројде. лесно. Добро. Ајде. Без ајде, пораз јас и победа ќе има сигурно. Верувам во Алегри. Видиќемо. Ја верувам во Алегри, ама верувам и во Емери во европски надпреварувања, така што ќе видиме. Ама да, ми се смени мислењето, повеќе сум натежнувам према Јувентус овој пат. Интер Ливерпул. Ливерпул дефинитивно. Да беше во декември, ќе речев Интер. Сега моментална форма на Интер е катастрофа, Ливерпул влегува форма Ливерпул. Ливерпул. Очи Да. викни, не те 3 од 3 сме. Не, 3 од 3 сме и за овој. за Вердер. Еј, и дербито го оставаме за крај. ПСЖ, принцовите или краловите од Реал Мадрид? Утре ќе ви кажам. Не, се зезам. Пред ако ме држи сеќавањето добро, викавте дека Реал ќе помине со Да. ПСЖ, јас уште ставам дека ПСЖ ќе помине. Па да, Системната. Реал е сега без Бензема и не е во некоја кузна каква форма реално. ПСЖ падна форма што се ПСЖ леска. се балце боси, ама Играчкиот кадар ќе реши. Да, кога не игра Бензема, не можам да кажам дека Реал Мадрид би поминал. Да, тоа е Тоа е клучот, пошто Бензема е пола тим на Реал Мадрид Па за сега. 2-3 реално. недели ќе се врати Бензема, ќе игра. За втората, веројатно Да. ќе го видиме. Конечен тип, ја би рекол сега моментално ПСЖ. Да, а пошто сега моментално за некој саат си игра утакмицава, ќе речеме ПСЖ. Менјате мислење и Морам. Абе се менуваат ситуациите, човечки- не е човечки е да значи, смениш мислење. Материја е, се менјава. точно. Добро. Ги завршиме сите двојки. Бидејќи сме на многу Скоро сме кратко без од... пиво. Да. Ау, да. Леле, Скоро не сите бевме. тројца. Дај побрзо да завршуваме. Тоа беше тоа од главната тема. Останете, Јове ќе дојде за кратко. Со Ние одиме да многу си интересен гостин. како и секогаш, ние одиме да си наточиме пиво. Кликајте subscribe, заследувајте на социјалните мрежи и бидете добри. Лайк, шер таму и правите лого за МКЦ. Не, се сам. Добро вечер. Добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Виктор, кој што рече дека сите луѓе го викаат Вито. Вито, добре дојде во емисијата Скратен корнер. Вито е вечерва со мене затоа што Вито најува за Челси. Како тргна твојата љубов кон Челси? Мојата љубов кон Челси тргна во далечната 2007. Претходно бев росојнер. Морам да признам дека бев росојнер, али мојот омилен напаѓач во тогашно време беше Андреј Шевченко. Тоаш го направи, да речем, тој фамозен трансфер. Трансферот. Да, и знаете како, може би е некогаш клубот, али некогаш е играчот. кој си Значи, сам- има дечки са сегмент за прашување за напаѓач, значи Андреј Шевченко напаѓач, така? Дефинитивно. Добро, ви се сложил дека да, стварно симпатична фаца и добар напаѓач овакво. Киде ќе му се допаѓа овој дел дека си росоњер и јас сакам повеќе за еден друг дел да те прашам.
Ти како што разбрав си актер на ФДУ. Да, студент, Студент. студирам актерска игра, моментално, кај професорката Мими Таневска. Поздрав до Мими Таневска, До професорката, до професорката. колеги. Кажи ми како иде тоа, играте, не играте, што ќе биде, како ќе биде? Испити имаме, почнуваме нов семестар, сега моментално 6-ти семестар. Ке не пушти ли коронава, ке почнете ли да полните Да, сали? имаме ние отворени испити, само бројката е намалена и ограничена. И така, место 120, 60 луѓе преку едно столче. Играш ли фудбал? Играм. Значи, која е твојата позиција? Мојата позиција, сега како дете, дури тренирав во И тренираше. пилотска школа кај нас, шампион се викаше, потоа преминав во Победа. Играв штопер во шампион. Потоа се префрлив на напаѓач, каде што мојата кариера заврши неславно во еден, да речам, локален клуб кај нас, тоа е Прилеп Сити, поздрав до Коста. Каде што ги повредив и ги скинав лигаментите. Супер. И мојата кариера како фудбалер Тоа ти го заврши дава тоа. секое право да кажеш, види го бе, дрво бе. Здраво. Јас тренирав кошарка и може да забијам на 3-5, еден од фактите кои што овако за мене. Кажи ми ти што е најфудбалски потек што го имаш направено во... Најфудбалски потек Да. за мене или како Општо најфудбал, дали си фатил волеј, маказа дали си фрлил? Сумавно макази, тоа против имаме една ромска екипа кај нас. Аха. Дечките се супер, значи талентирани прави, да речам, бразилци и уигране и тика така и се. Македонските бразилци. Македонските бразилци кај нас. И беше многу тешко против нив да играш, па особено како напаѓач. И им джитна маказа. Маказа од корнер. Значи тоа ми е животниот гол што сум. Чекај, го дал. влезе во гол. Влезе во гол. Значи, Ау, па само да ја фатиш да Беше шутнеш. многу тешко, али знаеш како те понесува и енергија, те понесува и страст кон фудбал и се боревме за прво место тогаш на табела тогаш. Кај не се ига четврта Бетон лига, ама имаше дечки- Бетон лига, зашто дека Бетон е спонзор или дека се забетонира? Дека се последна лига, значи Бетон нема друго. Некеш прилепчани да те вадат од надима корака, некеш битолчани, па прилепчани ич некем. Знае да тоа. Кажи ми, Челси сега годинава, што ќе прават? Лига на шампиони ќе освојуваат, нема да освојуваат? Имавме среќа по второ влечење што ни се падна по втор пат Лил, така да познат ни е. Лил ќе го поминувате без проблеми. Не знам дали ќе биде без проблеми, ама се надевам барем Па ја гледам француска лига на Челси као место каде што идат да си купат по некој играч ово, и мислам дека тоа без проблем би требало тука да така, и поминете. тоа некогаш било успешно, да речем. Еден Дидиер Дрогба, што го зеле од Есиени, таму, Макелеле, имаше еден куп играчи кои што ги земавте и кои што станаа клубски легенди. И да посакам да среќа со Лил, па за натака да видиме што ќе биде. Англиско нема да бидете шампион. Мислам дека нема да биде, а и не се надеваме многу. Сакам уште еден момент да те прашам на тебе. Дале го слушав преска дека Тухел наводно нешто 0-0, 1-0 и такви работи. Моето мислење скрос не е такво. Челси кога почнаа годинава даваа по 4 гола на кого стигнат. Нешто моментална криза и мислам дека ќе се отворат јако сега во вториот дел. Твоите Јас очекувања? мислам дека ќе се отворат јако, ако правиме стрикно муавет за Лига на шампиони, да речем како Тухел сега, и јас би се сложил со Тале. Не би На дале резултат фаза, дека? Да, на резултат не би дале на Лил. Значи ќе биде тврда, ќе биде тврда Ќе утакмица. биде тврда. Ја викам дека Челси во вторава полусезона, како би ја рекле, дека ќе се утепуваат од голови, ти викаш дека тврди утакмици на резултат. За Лига на шампиони правиме муавет, а за Премиер Лига дај Боже да се отворат и да дават по 4-5 гола, значи за секој фан, за секој навивач, тоа е. Значи Абрамович, ти посакуваме среќа, нека ти даваат Так. голови твоите пулени, Тухел исто така. Вито ти благодарам многу што беше дел од емисијата и се гледаме пак. Се на југо. Чао! Имам прашање сега. Ајде. Пошто веќе снимаме, дали може да ве распрашам за една утакмица која што јас ја сметам дерби на викендот? Може слободно. Feel free. Feel free, да. Ете, убаво што употреби англиски од англиската премиер лига. Токму така. Тим кој што зборувавме, едниот игра во Лига на шампиони, едниот порано играше во Лига на шампиони. Лидс против Манчестер Юнајтед.
На Манчестер Юнайтед му треба излез од кризата, на Лиц па уште повеќе им треба излез од кризата, бидејќи ако се заглават уште толку, можат да влезат во зоната за Кој спаѓање. почу руки одбрани? Лиц не знам кога излегол од криза, Лан имаше една, не, озбилно, Лан имаше една добра сезона и тоа е тоа. Да, Као, тоа е точно. последен пат беа релевантни фудбал кога беа сите келјави шишани во Лига на шампионите. Кога уште се Да, шатиравме да, за да, 300. да. За 300 и Нема, јас капо се шатирав. Кој за 200, кој за 300? да, Не 200. случаш баце? Имаме мислење за утакмица. Юнайтед мора да победи. Такво и моето мислење. Ја би рекол 0 до 2 гола. Юнайтед ќе победи и ќе прими гол. Може ли така? Може. Значи, Зашто не? Одма не се сложува. 2 до 3 би рекол нешто такво, а? Поси не си знам што двете би рекол. екипи, да, може ствари 2 до 3 гола нешто такво. Хм. 2 до 3 гола, пошто Ја би рекол Не. двојка и гол. Не знам. Знаеш Моја што е мислење, не работата? мора да се сложите. Не гледам некако начин Лиц да испадне како победник од оваа утакмица. На Манчестер Юнайтед премногу ќе им значат овие бодови за да изгубат, а ако случајно се случи Лиц да победи, што знам. Мислам дека Юнайтед да се само распушти или нешто, што да направи, не знам, немам појма веќе. Ќе одам со победа на Юнайтед, ама едвај. Значи за сламка да се 1-2 држат. точен. Па 1-2 точен. Може да кажам 1-2 2 до точен. 3 гола и двојка, а? Рафиња некоја пласирана од далеку и Мектомине 1-0 и 88 Санчо контра овакво 1-2 и тоа ќе биде тоа од утакмицата. Го напаѓавте Санчо, јас само ја го бранев. Сега даде еден гол и толку херој стана. Не, се зезам, но да. Тоа што мислам дека нема гол да дадат. Лиц, тале може ли една цигари? Дечко, колегијални се. а чека, а камери, а кој Го знаете. Го знаете. Може, послужи се. Добре, добре. Имаме барем некоја утакмица за гледање, ако ништо друго. Чекај да отидеме да му дам цигари да продолжи. Тоа не значи дека ве забораваме вас. И за вас имаме прашање, меѓутоа треба да го почекате и да го најдете на социјалните мрежи. Некаде заследете на Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, задолжително, секаде може да не најдете, така што бидете во очекување, можно да добиете вредна награда. Момци, си бегаме ли од тука? новите стикери? Да. Имаме нови стикери. Чекај, да не се фалиме, можда нема да ги добијат. Ќе ги Да, видите да. ако погодите, Да. ако дадете точен одговор на прашањето. Кој е најбољи келнер? За джабе нема ништо. Кој е најдобар келнер во Рустикана? Цове не слушај. Тој гостина што ќе не Другиот, што ќе гостува. Само Цове го знам. Добро, ворете. Останете така. Многу љубов за сите што следите Скратен корнер и што гледате фудбал. Продолжете да гледате квалитетна содржина и Односно нас. односно нас и станете така до следната недела. Се гледаме.